Паќат избори. Не, супер е моментот со изборите, стварно. Не, стварно е добар моментот. Најинтересни ми се тие луѓе не овие што зборат како ова ќе направиме, она ќе направиме. Туку овие што се назад. Се најтоп од сите. Не знам дали ги знаете. Овие што се на пример што ќе пнуваја во прва, во втора, тие се назад. Тие се назад и секогаш го, значи се појавуваат и вакви се во позадина. Ова е збора, а овие назад. Што и да кажи овај. А успат, кој ќе заврши и само почне. Значи, тоа е од тој тип, фала. Се прашувам, што е она што нас не карактеризира, она што е уникатно кај нас, има луѓе кои што се измислувале разни работи, иноватори. Не знам али знаете дека иновација во Македонија, она што е во кафич седнуваш, кај ше пепелјарата, има едно за мастики оставање. Македонец ги има измислено. Да, озбилно. Тоа е една иновација македонска. Исто што треба да се заштити од УНЕСКО. Значи, си викам ако дојдат од УНЕСКО тука што да заштитат? Батали Охрид нема везе, окей. Супер, Охрид не мора УНЕСКО да го заштитува. Треба бабите да ги заштитат. Оти бабата е уникатно нешто. Тоа е, мислам, за Македонија кога ќе кажеш баба, тоа се подразбира, кога баба. Таја постои негде, не? Значи, мислувајте, таја постои во домот, таја е вградена во домот. Кај еден другарче дома, кај него, да ме здраво шопре. Шо е она онде, бе? Вика баба. Шопре, вика така седи, не премува, бе, нисо никој. Вика 15 години нема збора, те гледа вака, те гледа. Со онакви наочари, ама на шо е? Газеро, очише. Вика, ми вика моментот, кој си ти? Ништо не можам да бидам. Викам, јас на 30 години ништо вака не можам да бидам. Зате не дава аплауз, зате. И моментот, најак момент ми со бабите кој ќе оди да извади, например, шеќерче. Дали знаете оно шеќерче, што е бело, фабриката не постои поќе за нив. Брашно и мед внатре. И до теја вака го вади. На, касно, на ти касни, пиздати матер, јас да сум касно во дома. То в патики да госта ми се распаднат патиките. На, касни и ти. И до туку, нашот ке го вади? Не го вади како довде, туку која прави операција не ја зашија. Покрај джигерот ги чува, пензијата ја чува и шеќерчињата ги чува. На, повели касни. Баба. Сите потекнуваме од некое село, знаете, мислам. Во корените од некое село. Сите имаме. Така е. Така е, еби га се. Знам другите што се кријат, што се од влаја од мамот таму. Одам, често пати одам на село, што би рекла мајка ми да одиме таму, баба ти, дедо ти се, знаеш, не чекат на гробишта, умрени, ама језиви приказни, викам зборање. Одам таму, на високо се наоѓа црквата, од озгора баба вака слегва, нинџа. Викам татко ми, кој е овој човече? Вика, ни име си знај, ни презиме, ниту колку години има. Ваква. Тоа се тие нинџи баби. Та иди вака, вика, доја те баци. Што не те баци, тоа те снеможие. Младоста да ти ја земи. И то баба, и не знам што баба мора да баци, човече. Значи, не е тоа како да те баци, туку таа те осеќаш. Таа на тромеѓе те баца. Ева, измеѓу. Ти избегаваш, а те вака пре. Овде, младоста ти ја зема. Кој треба да се заштити? Ако гласате за мене, малку само погласно ако можете. Ако гласате за мене, бабите ќе ги заштитам, значи како национално богатство, музејска вредност. Баби и председателот. Не знам али го знаете. Спонзор е на Браќа Манаки, ние обично имаме еден фестивал Браќа Манаки и тој како генерален спонзор на тој и требаше да го отвори прв пат тогаш кога го изгласа, кога стана председател и стигнал имаше микрофон и излези ваква реакција напред. Толку стрес му дојде од толку луѓе на еднаш човекот и беше моментот само се појави вака бре. Многу сум среќен дека е фестивалот Постои Браќи Манаки. Во оригинално постои Браќи Манаки, рече човекот. Неверојатен, значи, сум свака час. Беше во Гевгелија тука за бегалците нешто се види, дека тој врховен командант. Тој кој рече, например, во војна пола ќе изгиниме попат ние. Иако ќе ма се збунив, значи, извини, нема назад, јеби га. И сега во Гевгелија таму беше да се поздрави како со ова облечен по тоа војна униформа се, али тој како шпикозни му стоја малце на човекот. Наискрено. И сега овие војничиња застанат, има некој протокол во цело дека на пример здраво, нешто викат и тој како оди треба да направи ништо, значи вака само вајда предпоставувам. Викат војниците здраво, тој оди здраво пресо. Војникот да не знае како да постапи, да ја фати со рака со лакто да го мани.
Јас го споменав него заради една причина, тоа е дека него Обама му намигна. Не знам дали знаете. Обама само му рече 2 еспреса. Тука. Добро, но сепак одиме понатаму. Сега со Заев направи да пукни. Да. Трамп. Тоа е тоа, драги пријатели, кои што браво, сакам да ги да чуваме.